до лицата кои размислуваат да учествуваат на овие протести, без разлика која е причината, мотивот или целта на протестите, да протестираат мирно и при тоа да се воздржат од било какви нарушувања на јавниот ред и мир и било какво насилство. Инаку како Министерство за внатрешни работи ние правиме соодветни подготовки и на максимално професионален начин во рамките на нашите законски надлежности ќе бидат превземени сите мерки кои се неопходни протестите да не доведат до нарушување на јавниот ред и мир и ескалација на насилство на улиците во градовите каде што се најавени. Полицијата во изминатиот период покажа едно исклучително високо ниво на професионалност и испрати порака дека има потенцијал да се справува со сложени ситуации. Ние ќе го задржиме нивото на професионалност и ќе направиме се што е во наша моќ да нема ескалација на настаните. Се разбира, очекуваме од сите други општествени чинители да дадат свој придонес во смирување на состојбите и избегнување на насилно однесување и нарушување на јавниот ред и мир. Со оглед на обемноста на протестите и на насилството кое лицата кои протестира го применија за време на протестите, беше евидентно дека станува збор за една екстремно насилна група која, за разлика од мнозинството лица кои присуствува на протестите, употреби екстремно насилство. Министерството за внатрешни работи во изминативе денови работеше на идентификација и поднесување на соодветни пријави за лицата за кои имаме докази дека биле инволвирани во насилството и практично се поднесени 24 кривични пријави и 10 прекршочни пријави за тешки дела. Кога станува збор за кривичните дела, значи тоа се дела со затворски казни од 3 месеци до 3 години, односно до 5 години за организаторите, и прекршоци против јавниот ред и мир, каде што се разбира дека оние за кои сме го потврдиле идентитетот се идентификувани и аргументирано е поднесена соодветна пријава заради нејзино понатамошно процесуирање од обвинителството, а потоа и судење во рамките на судската власт.